независноста на судството, во практиката треба да се направи многу повеќе работа. Извештајот посочува на исказите на некои судии, на обиди пред судењата и слични работи. Овие случаи мора да се согласат со правилата на Европската унија, одлуките на Судот за човекови права. Секако уште работа преостанува да се направи во иднина. Во врска со изборите. Локалните избори се случија во пролет. Извештајот го следи извештајот на ОДИХР и ОПСЕ и заклучуваме дека изборите беа професионално и ефикасно администрирани, но потребни се понатамошни реформи во изборната легислатива, во избирачкиот список и многу е важно да се јасно да се раздели власта и државата. Политичките партии и државата. Потоа постои барање за поголема почит на слободата на изразувањето и да се подобрат односите со новинарите. Ова значи реформа на рекламирањето на владата, потребно е да се отстрани притисокот врз новинарите и потребно е да се подобрат професионалните стандарди за работа на новинарите. Билатералните прашања со другите земји се исто така опишани во извештајот, особено со Грција и Бугарија. Оваа земја направи многу во реформирањето на законската рамка, а сега клучниот збор е спроведувањето. Извештајот исто така го забележува напредокот во областа на економијата, но структурни реформи се неопходни за да се обезбеди долгорочен одржлив развој. Извештајот исто така ја потенцира потребата за демонстрирање на посветеност кон перспективите на Европската унија преку активно справување со недостатоците што се посочени во извештајот во врска со превладењето на правото, политичкиот диалог и активности што треба да се преземат за да се подобрат работните односи. Веќе пети пат даваме препорека за почнување на преговорите и комисијата има јасно мислење дека преговорите ќе овозможат за подобрување на добрососедските односи и решавање на проблемот со името. Сето ова се добри вести. Помеѓу денес и Советот во декември преостануваат уште 2 месеци и се надевам дека овие забелешки ќе бидат земени предвид од страна на сите чинители и дека веројатно ќе има многу толкување дали извештајот бил позитивен или негативен, но пред се овој извештај представува платформа за понатамошна работа, за подобрување на состојбата. Имаше доста информации во медиумите во врска со документите, но би им препорачал на медиумите внимателно да го прочитаат овој документ, бидејќи содржината се разликува тоа што беше известувано. Овој документ ќе го представам денес на вашиот председател, премиерот, спикерот на парламентот и утре на опозицијата, така што ќе имаме можност да дискутираме уште повеќе за овој документ. Благодарам. Do you have any questions? Слободанка Јовановска од Утрински вестник. Државната агенција МИА јави дека практично денеска во извештајот биле препорачено почнување на скривени процесот и паралелни преговори. Дали е тоа точно или е манипулација? Мислам ке треба да прочитате што е напишано. Многу е јасно дека по покана на Европскиот совет останува предлогот да се
da se reši prvo problem od sumeta v rana faza od pristopните pregovori.